Поранешни и сегашни вработени во Завод за статистика сведочеле дека раководството на оваа еминентна институција по притисок на власта фингира податоци за позитивна економска слика, обвинува опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски. Според него, дирекциите стигнувале од Линденска број 2 за да се обезбедат подобри стартни позиции за обезбедување на средства за финансирање на буџетот и политиките кои ги води власта. Јас во едно интервју кажав дека доколку ова се потврди, а следната влада предводена од ВМРО ДПМН сериозно ќе се позанимава со ова не е срам и измама само за граѓаните на нашата држава, туку ова е срам и пред меѓународните реномирани институции кои што од тој Завод за статистика добиваат навигација при определување на кредитниот рейтинг, а кредитниот рейтинг го користат исто така овие странски инвеститори покрај извештајот на Светската банка Doing Business, дали да инвестираат, дали да поземат пари на нашата држава и така натаму. Доколку се констатира ова кое што како сведоштво ние го добиваме од сегашни, но и од поранешни вработени таму, навистина ќе представува многу лошо и за имиџот на државата и ќе представува еден огромен проблем. За ваквите обвинувања од опозицијата став се обидовме да добиеме и од првиот човек на државна статистика Апостол Симовски, но тој не одговори на нашите повици во обид да одознаеме дали навистина биле фингирани податоци од оваа клучна институција. За ВМРО ДПМН ваквиот случај е класична измама на и лоша слика за меѓународните инвеститори. Мицкоски вели дека оние кои вршат притисок врз вработените може да се препознаат во неговата изјава, но и да запрат со притисок, а вработените да не бидат соучесници во кривично дело.